Конечно ја отвораме Божјата реч во Евреите 11 глава, каде што дојдовме до моето најомилено искуство од историјата на Мојсеевиот живот и Мојсеевата вера. А кој е тоа? Што е најинтересно во животот на Мојсеј? За секој еден од вас. Ме слушна, Рајна? Да викам повеќе? Добро. Го прочитавме и 28 стих и дојдовме до 29 и тој е последниот од Мојсеевиот живот и Мојсеевата вера. Значи, официјално денес завршуваме со Мојсеј, а почнавме големата сабота пред повеќе од месец дена. Со вера, вели 29 стих, што помина преку Црвеното море како по суво, кое што се обидоа и египјаните да го преминат, но се издавија. Толку. Само еден стих за ова. Да се вратиме на Излез, каде што застанавме во 12 глава и минатата сабота, зборувајќи за Пасхата Господова. И да видиме што се случува кога израелците конечно го напуштаат Египет, таа страшна ноќ, за која што читавме, и каде појдоа понатаму. Каде појдоа понатаму? Четиринаесетта глава, првиот стих, првите два стиха. И Господ му рече на Мојсеј, велејки: кажи им на синовите израелски да свртат. Што би значило ова да свртат? Промена на правец. Каде да свртат? Но, не е баш рикверц. Да се вратат? Па каде залутале? За да се враќаат некаде? Добро? Во Константинов вели да се вратат. Ајде да се вратиме на 13 глава и ние, каде што во 17 стих, почнувајќи од таму, се вели, а кога фараонот го пушти народот, се сеќавате на овој стих, го прочитав пред неколку недели, а кога фараонот го пушти народот, Бог не го поведе по патот преку филистејската земја, значи директно покрај Средоземното море, директно до право во Газа, најблиската патека до ветената земја. Господ не го поведе по таа патека. Зошто? Иако е пократок. Зашто Бог рече, за да не би да се покае народот кога ќе види војна, па да се врати во Египет. Јас би сакал уште еднаш, не само за брат Андреј, и тој и мене ми е потребно често пати. Особено овие денови.
никогаш ништо во нашиот живот не е случајно. Зошто Господ дозволува ова или она? И една многу поважна мисла, што деновиве исто така се врти на интернет. Господ не те доведе до тука, за тука да те остави на цедило, да те упропасти, да те уништи. Господ имал план зошто те водел досега и зошто си до тука дојден во ваква состојба, во вакво дередже. Каков е тој план? Секој еден од нас треба да го проучи, да го размисли тоа за себе, да го свати за себе. Тоа не може да ти го каже друг човек. Тоа може да ти го открие само Божиот дух. Народот не бил подготвен за војна, очигледно. Народот се плашел од војна, народот се плашел од многу што. Нација големо мноштво, но нација на што туку ослободени робови. И сега 18-тиот стих вели: Бог го поведе народот по патот, овој превод вели, преку пустината кон Црвеното море. А синовите израелски излегоа од египетската земја вооружени. 19 стих вели: и ги зеде Мојсеј коските Јосифови со себе. Значи, аманетот, се сеќавате. Зашто тој ги беше заколнал синовите на Израел, велејки: Господ на вистина ќе ве посети, а вие тогаш понесете ги коските мои одовде со себе. И сега, ако имате географска карта во вашите Библии, може подобро да ги сватите овие податоци. И откако појдоа од Сукот, се населија во Етам, при крајот на пустината. Каде е ова? Убедете се да го најдете сами. Може и на интернет. Но, тоа не ни е на сега битно. 21 стих. Ова е многу побитно. Како се движел воопшто народот низ пустината? Кој ги водел? А Господ одеше пред нив. Дење како столб од облак, а ноќе во вид на огнен столб, за да им свети. И така тие можеа да одат дење и ноќе. И не се иставаше пред народот столбот облак дење, ниту столбот од оган ноќе. Со други зборови, овој последен стих значи дека израелците секогаш видливо, имале секогаш пред себе видлив знак на Божиото присуство. Секогаш видлив знак. Секогаш гледале или столб од оган дење, од ноќе, или столб од облак дење. Ние го имаме тоа. Гледаме Господ во нашиот живот. Има една мисла која што вчера ја прочитав, цитат од Елена Вајд, само една реченица ќе парафразирам за охрабрување. Тогаш кога ни е најтешко во животот, кога се соочуваме со најголеми тешкоти, кога изгледа дека Господ го нема никаде, како што кажавте и во поуката. Точно. Тогаш Господ е најблиску до нас. Верувате во тоа? Меѓутоа, нашите чувства
заради грешната природа, нашите чувства сакаат да не уверат во спротивното. Тешко ми е, лошо ми е, леле мајко, ќе умирам, готово. Човечката природа сака да паничи кога се соочува со неволји, испити и искушенија. А копне е само по задоволства. И така натаму. По она што е лесно, убаво, сладко, пријатно, забавно. Дури тогаш, значи, кога се чувствуваме дека ни е најтешко, треба да знаеме, спротивно на нашите чувства, знаеме со разумот, со вера, дека Господ е тогаш најблизок до нас. И дека тој копне да ни помогне. Што не достига? Што не достига? Вера. И често пати Господ чека, тешко нас ако дигнал раце и повеќе не чека, односно ако сме похулиле на Светиот Дух. Но ако се уште е испружена милоста во неговата милост во нашиот живот, тој знае да чека многу долго. На Господа никаде не му се брза. Тој знае да чека многу долго, за да се исполни некој услов што мора да се исполни, без кого не може да се пројави неговата сила. Кој е тој услов? Вера. И често пати може да се запрашаме, па што, па зарем не верувам? Зарем досега не верував? Зарем мене ми фали вера? Да. Пошто се гледа дали ни фали вера? Пошто може да видите, ако сте искрени самите со себе, дали ти фали вера или не? Пошто може да видиш? По кој инструмент? Има некој инструмент со кој може да се измериш. Како реагирам на искушенијата? Со страв? Со паника? Еден притисок ќе измериш и ќе ти се крене уште повише од паниката што ќе го видиш резултатот. Слава Богу. Како реагираме на искушенијата? Зошто Господ дозволува искушенија? Ајде го споменеме и новозаветниот стих. Како е опишан совршениот верник, според апостол Јаков, братот Господов? Добро, тоа е за таа особина, точно, тоа е дел од совршениот опис. Но на почеток, како го започнува воопшто целиот муабет во своето послание? Радувајте се, браќа мои. Радувајте се, не плашете се и паничете, браќа мои, кога ќе ве снајдат разни искушенија. Тој вели радувајте се. Како да се радувам? Мене ми иде да се плашам, мене ми иде да паничам, мене ми иде да стрепам, а тој вели да се радувам. Кој се радува на искушенија? Прашање за размислување. Кој студент се радува на испит? Еве доаѓа испитот. Леле, одвај чекам да дојде испитот.
Ние може да речеме спремниот, оној кој што професорот му е врска, оној кој што спремил пари во джебот за да го подкупи професорот. Ајде да го искористиме и тој одговор, да го претвориме во една корисна духовна лекција. Како што во еврејското законодавство на обвинетиот, кој му бил бранител? Кој му бил бранител на обвинетиот во еврејското законодавство? Значи имаш некој што те тужи, тужител, имаш судија, кој што треба да пресуди, и кој е адвокатот, односно кој е бранителот на обвинетиот? Судијата. Самиот немало адвокат. Не сте знаеле? Се зборели и порано, но Рајне не беше тогаш тука. Еднаш имав проповед минатата деценија, 14 година мислам, еврејско и римско право се викаше. Ја има во нашата архива. Самиот судија бил бранител. Што значи името Даниел? Даниел. Или обратно, мојот судија е Бог. Но во значење бранител. Тужителот требал да докаже дека е во право, дека обвинетиот е навистина виновен, судијата се трудел да го брани обвинетиот. И ако таков судија, кој што се труди да го брани обвинетиот, навистина пресуди дека обвинетиот бил виновен, тогаш навистина бил виновен. Ако некој што те брани, веќе не може да те одбрани и пресудил дека си виновен. Такво било еврејското законодавство. Па, ако професорот ни е врска, или е на наша страна, па затоа таквиот студент би се радувал, тогаш дали може да се радувате, ако знаете дека семокниот Господ, значи колко и да е големо искушението, болеста, неволјата, злото, колко и да е големо морето, планината, семокниот Господ е поголем, некој што е поголем од сето тоа, многу поголем од сето тоа, е на твоја страна. Ако некој што е поголем од сето тоа е на твоја страна, дали треба да се радуваш или да стрепиш? Ајде се сеќавам кога Моника беше мала, и она стрепеше таму од некои дечки во комшилукот, па нека сакаше да помине сама до продавница. И кога не беа браќата нејзини дома, затоа што обично Даниел знаеше да биде страшило за сите во околината, и таа улога добро ја вршеше, го биваше за тоа. Но ете, кога беше он на училиште или немаше кој, ако бев јас таму, и на Моника и требав од две причини. Прво, за да ја бидам така заштита, а второ, за да ја бидам плакачот во продавница на сите нејзини желби. Се сеќавам една прилика, кога поминавме заедно покрај една група соседни деца, од кои што таа стрепеше, не сакаше сама да помине покрај нив. И се сеќавам како се чувствуваше онака слободно, дури радосно, дури среќно, што јас сум покрај неја. Таа сцена не можам да ја заборавам.
И јас самиот извлекував духовни лекции од тоа. Дали ако знаеш дека семокниот е со тебе и тогаш кога ти е најтешко, треба да стрепиш или да се радуваш? Ама морето е големо. Ама планината е голема, тешка. Ама болеста е опасна, неизлечива, смртоносна. Джинови се жителите на ветената земја. Не можеме да ја освоиме. Джинови се. Во нивни очи ние изгледаме како скакулци. Ама семокниот е со нас. Сега, сега тоа може да си го велам 1000 пати во себе си, ако се уште стрепам, се плашам, вознемирен сум, што покажува тоа? Немам вера. Ама верувам? Толку години сум верник, толку години проповедам. Сето тоа е вероисповед, рековме. Ништо од сето тоа не е вера. Сето тоа е вероисповед. Дали имам вера или немам, постои некој друг инструмент што тоа го покажува. Како реагирам на искушенијата? Запрашајте се себе си. Кога последен пат сте се радувале на некое искушение што предстои, испит што предстои, тешка задача што предстои, битка што предстои? Кога последен пат сте се радувале на нешто такво однапред, кога тоа предстои? Може да се сетиме на некој пример? Бидејќи така вели апостол Јаков, радувајте се, браќа мои, кога идат врз вас еден куп искушенија. Радувајте се. И јас го имав на ум првиот одговор, што го кажавте. Оние студенти се радуваат кои што беа спремни, рековте. Ја би рекол, тие што се спремни имаат голема доза на сигурност, но не мора да се радуваат баш. Но знаете кој се радува? Не оној што е спремен, што е одличен, што научил, па знае, туку оној што е брилјантен во таа област. Брилјантен, значи, супер талент за тоа нешто. Тој одвај чека надпревар, каде што за него е тоа екзибиција, да покаже што знае. Тоа е слава. Другите, учеле, не учеле, ке стрепат. Бидејќи таква е нашата природа. Пред неволја и опасности стрепиме. Кога се радуваме, а кога предстои одмор, кога предстои забава, патување, што друго, славје, гости. Но не се радуваме по природа на неволи, испити, искушенија. Господ, израелците го гледале со своите физички, телесни, материјални очи. И сега кога Господ им вели да се вратат некаде, да свртат некаде, според овој превод, 14 глава, 2 стих, и да се улогорат пред Пихахирот и меѓу Мигдол и морето, пред Ваал Цефон,
значи спроти таа планина, улогорете се крај морето. Господ го донел Израел на плажа. Но тоа не бил радосен настан. Зошто? За да не губиме време, следните стихови кажуваат затоа што египјаните по заповед на фараонот ја собрале сета војска. 7 стих вели 600 коли, само коли. Да не споменуваме колкава војска, колкава пешадија. Со сета бојна опрема, 9 стих вели и се впустија по нив египјаните и сите коњи фараонови со колите и коњаниците и сета војска негова и ги најдоа вели крај морето во близина на Пихахирот спроти Ваал Цефон. А кога наближи фараонот, се обдзрнаа синовите израелски и што ќе видат? Ете, египјаните идат по нив и синовите израелски се уплашија многу. Природно е ова или не? Природно е. Човечки е ова или не? Човечки е. Се уплашија многу. И што направија се? Откако се уплашија? Видете што направија откако се уплашија. Па извика кон Господ. Што извика? За помош? Не. И му рекоа на Мојсей, зарем немаше гробови во Египет? Туку не изведе овде да изгинеме во пустината. Што ни направи? Зошто не изведе од Египет? Дори некои попаметни велеа, нели ти го кажавме ова и во Египет, кога ти рековме остави не да им служиме на египјаните? Кои биле овие израелци што уште биле во Египет робови, кои што велеле, пушти ја ти таа работа сега, остави да си живееме како досега и да им служиме на египјаните. Кој го вели тоа? Тие што им било добро, но е да речеме дека немало израелци на кои што им било добро, што биле сите робови, ајде да речеме тие кои што не си ја сакале белјата, поголема белја од ова, не сакале. Се навикнавме барем на ова, а ова што ти го зборуваш сега, тоа е сега голем проблем. Пушти ја таа работа. Зашто подобро ќе ни беше да им робуваме на египјаните, отколку да изгинеме во пустината. Со други зборови, народот кој што ги видел 10 зла во Египет, народот кој што со вера прославил Пасха во Египет, народот кој што бил сведок на погубените првенци во Египет, а нивните сочувани заради јагнешката крв. Народ кој што веќе се изнагледал еден куп господови чуда во Египет и што е поважно, народ кој што гледал дека Господ ги води низ пустината и видливо го гледале знакот на неговото присуство, столп од оган и столп од облак, во ниту еден миг не го губеле предвид тој знак. Че народот бил свесен дека Господ ги води, не Мојсей. Тоа било видливо. Зошто овој народ вака уплашен, во ваква паника, здраво за готово го зема фактот дека сега готово ќе изгинеме во пустината. Здраво за готово го зема фактот дека ќе изгинеме во пустината. Кој ги доведе до пустината? Кој ги доведе до брегот на Црвеното море?
Сега размислете, сакам да поставам едно прашање, се надевам лесно за одговор. Дали сте размислувале зошто Господ ги довел израелците тука, на брегот на Црвеното море? Што бил Божиот план? Тоа е точно. Но има еден друг конкретен одговор. По-конкретен. Друг одговор, освен овој. Зошто, да се подсетиме, зошто Господ не ги повел по најкраткиот пат на север, покрај средоземниот медитеранскиот брег, право во Газа, во ветената земја? Ке се исплашат од војна, народот не е спремен за војна и ке се исплашат од војна. Така? Е сега, кога го читаме овој збор војна, ке се исплашат од војна, која опасност била најблиска за да се соочат со војна? Која војна им се заканувала? Која била најблиската опасност за војна? Ако стигнат до таму. Самите египјани, оние што ќе ги гонат од позади. Египјаните се поблиску од хананците, така? Па и дори од филистејците. 600 коли прочитавме? За да Господ го уништи Египет во Црвеното море. Добро, не можел Господ да ги уништи поинаку? Пример, ако оделе по копно, по северниот пат, и сега доаѓаат израелците да ги гонат, не можел Господ да фрли камења од небото, метеори да ги испотепа египјаните? Не. Господ има 1000 начини за да постигне некоја цел. Не зависи од само еден начин. Да. Значи, Господ не зависи од еден начин како да постигне некоја цел. Како што вели на Вајд, Господ има 1000 начини како како да не благослови, не сеќавам точно како гласеше останатиот дел. Господ има 1000 начини да исполни некоја наша потреба, за кои што 1000 начини ние не знаеме ништо. Дори ако на еден начин вослишил и исполнил некоја наша потреба, за другите 1000 начини не знаеме ништо. Алтернативни варианти. Но Господ решил народот да дојде на Црвеното море. И што сега? Зад тебе опасност, египетска војска, што те гони, а пред тебе што? Имаме карта, конечно. Го гледате ова место? Гледате каде беше Сукот од каде што тргнале? Гледате Сукот горе на север, значи близу денешниот Суетски канал. Значи, по правило каде требало да се продолжат на север по медитеранското крајбрежје и право во филистејската земја, право на Газа. Наместо тоа, од Сукор одат на југ во тоа место Пи-Хахирот, што го прочитавме 2 пати во текстот. Море. Сега тука изгледа дека на тоа место е најтесно морето. Ова има нешто во Матриксот. Чачкат.
Навистина, таму е најтесно за премин, Црвеното море, ама тоа, колку километри се тоа? Тоа не е малку. Тоа не е многу кус пат. Тоа е сепак големо море, голема вода пред нив. Зошто Господ ги довел до таму? Дали ги довел до таму за да ги убие, да ги испотепа и да ги исподави нив, самите израелци, на патот за ветената земја? Би сакал само да завршам со... Видите, сите знаеме што се случило. Господ го отворил морето и така натаму. И колку филмови се правеле и се прават се уште на таа тема. Но не ми е поентата да се сетиме што Господ направил. Ние тука сакаме да учиме лекции за верата. Како ние треба да реагираме на нашите неволи, да се соочиме со нашите опасности, со нашите искушенија. Кој пророк велеше, тогаш големите води нема да те поплават? Исаија, красноречивиот Исаија. Кога тогаш? Тогаш твојот мир ќе биде како бранови морски. Кога сето тоа? Кога ќе бидеме верни на Господа. Што, зарем не сме верни? Проверете се. Да се провериме колку сме верни, како, кога, како реагираме на искушенија. Како реагираме на проблеми? Како реагираме на предизвици? Како реагираме на тешкоти, маки, страдања, закани од непријателот? И не ме плаши ѓаволот, пеевме. Кој пее и не ме плаши ѓаволот? Оне што е верен. Сакав да завршам со описот што го дава Елена Вајд во Патријарси и пророци. 286 страница во македонскиот превод. Евреите се улогориле крај морето, чија што широчина им се чинела непремостлива пречка за натамошното патување. Се разбира. Море е во прашање. Некој од нас го препливал Ла-Манш? Ама некој од нас тука не. И уште еден имаше, нели? Нико Нестор, нели? Да, мислам, да. Некој друг немаше? Трет македонец немаше? Имаше еден поскоро, да. Или жена беше, не се сеќавам. Да. Делфина? Тоа е веројатно прекар затоа што го препливала, или така се викала? А, за неја е филмот. Добро, тоа е за неја филмот. Добро. Се сеќавам кога сега непостоечкото езеро треска, прв пат го препливав далечната 88 година, тоа лето. И колку бев среќен, го препливав езерото треска. Подвиг. Па, така го вика.
Ама море е во прашање. Дојранско езеро сме го препливале? Охридско езеро сме го препливале? Преспанско езеро, веќе си се обидела? Заради границата? Охридско езеро сме го препливале? И таму има граница. Да. А море? Ама море е во прашање. Значи, на израелците морето им изгледало со својата широчина, а на картата изгледаше тесно таму. Но, најтесното, да, таму беше најтесното, но со својата широчина, и тоа тесно, и тоа толку тесно, со својата широчина им се чинело непремостлива пречка за натамошното патување. Слушайте, јужно од нив се наоѓале карпести планини, значи не можело да се бега уште понатаму на југ да се бега, непристапно било. Јужно од нив се наоѓале карпести планини, низ кои исто така не можело да се помине. Значи, пред тебе море, за тебе војска, на страна не можеш да бегаш, планини, непристапни. Господ те довел во ситуација што по сите правила изгледа безизлезна. Човечки изгледа безизлезна. Ве подсетува на нешто ова во вашиот живот? Господ те довел до дередже, до ситуација која што изгледа дека немаш излез сега од таму. Ве подсетува ова на нешто? Сте се нашли во ваква ситуација? Се наоѓате денес во ваква ситуација? Тогаш фали да си го поставиме следното прашање. Зошто Господ сакал да се најдам во ваква ситуација? Точно е тоа да не испита. И со тоа самите, да се научиме самите, колкава ни е силата, колкави ни се можностите. Да имаме, значи, реална представа каде сме, на што сме. Дали можем да го предизвикам светскиот првак на Мегдан во било која дисциплина? Дали многу послаби од него противници можем со нив да се носам? Знаете, некои луѓе немаат представа за тоа колкави им се силите и можностите. Имаат нереални илузии. И често е потребно, често Господ дозволува да не удри нешто, да се струполиме на земја од висината на која што самите сме се воздигнале, за да се освестиме. Како што самиот вели, кој се воздигнува самиот себе си, ќе биде понижен. А кој самиот се понизува, ќе биде воздигнат. Ама кој ќе те воздигне? Господ. Бидејќи самиот не треба да се воздигнуваш. Наеднаш во далечината забележале сјајно оружје и воени коли како извидница на големата војска. Кога борците им се приближиле, во нив ги препознале египјаните кои ги гонеле. Срцата на израелците ги обзел страф. Некои му се обратиле на Господа, а мнозинството побрзале кај Мојсеја да се жалат. И зборовите што веќе ги прочитавме. Мојсеј бил мошне вознемирен што неговиот народ има толку малечка доверба во Бога, иако веќе толку пати биле очевидци на Божјата сила покажана во нивна полза. Како можеле за престојната опасност и тешкотиите во кои се нашле
да го обвинуваат него, кога тој постапувал исклучиво според заповета што му ја дал Бог. Точно било дека тие не би успеале да се извлечат кога Бог не би се зазал за нивното ослободување. Но бидејќи во таа положба биле доведени следејќи ги божествените упатства, Мојсей ниту малку не се плашел од последиците. Видите, тука се вели дека Мојсей не се исплашил. Што и му прилега. Тој беше генерал, нели? Тој беше маж. Затоа не се исплашил. Па што може еден генерал, еве и искусен генерал, ама еден сам против цела војска. Што дека е маж, кога имаш многу заевци, кои што се од машки пол, па се коркачи. Зошто Мојсей не се исплашил? Токму заради овие причини. Мојсей ниту малку не се плашел од последиците. И им одговорил: не плашете се. Застанете и ќе видите како Господ ќе ве спаси денес. Тоа се зборовите во 13 стих од 14 глава. Значи, во 13 стих, забележете, Мојсей ги кажува тие зборови. Значи, одговорот на прашањето, нели беше подобро да останеме да им служиме на египтјаните, зарем немаше гробови во Египет, па моравме да изгинеме во пустината. Во 13 стих Мојсей му рече на народот: не плашете се, застанете и ќе видите како Господ ќе ве спаси денес. Египтјаните, како што ги гледате денес, нема повеќе никогаш да ги видите до века. Значи, ова последен пат ги гледате сега. Господ ќе се бори за вас, а вие бидете спокојни. Прво, ако забележите, дури во 15 стих, значи дури после овие Мојсееви зборови, Господ му се јавува на Мојсей и му кажува што да направи. Го забележувате тоа? Додека ги читаме зборовите во 13 стих, добиваме впечаток дека Мојсей однапред знае што Господ ќе направи, па затоа е толку мирен и спокоен. Точно? Може да речеме точно, меѓутоа, дали Мојсей знае однапред, затоа што однапред му било кажано што Господ ќе направи? Не! Тоа не е точно. Дури во 15 стих Господ му кажува на Мојсей што ќе направи, а пред тоа Мојсей го храбри народот со зборовите што ги читавме во 13 и 14 стих. Од каде Мојсей знаел? Од каде самиот Мојсей бил толку спокоен? Од каде самиот Мојсей ги храбри израелците и знае дека Господ ќе ве спаси денес и дека египтјаните што денес ги гледате, повеќе нема да ги видите довека. Од каде го знае Мојсей тоа, а пред да му биде кажано било што? Со вера. Значи, со други зборови, може да кажам вака. Кога Мојсей ја гледал опасноста, тешкотијата, ситуацијата, тој ја гледал со поинакви очи од народот. Народот гледа без излез. Пред мене море, зад мене војска, од страна непристапно, нема излез. Народот гледа без излез и пропаст. Сигурно ќе изгинеме во пустина. Мојсей кога ја видел истата ситуација, сосема истата позиција, тој тука му текнува нешто што е радост. Му текнува нешто радостно. Може да си замислам, тој почнува
да се радува и да се смее. Зошто? Што му текнува во тој момент? Човечки нема излез. Но Господ не доведе до тука. Господ сака да ја покаже својата сила, својата моќ, својата величина. И Господ сака да им се одмазди на египјаните на еден ваков начин, да ги исподави тој нив во морето. Господ не знал, и Мојсей не знал се уште што точно Господ ќе направи. Мојсей се уште не знал дека Господ ќе го отвори морето. Не знаел што точно ќе се случи. Но во едно секогаш бил сигурен, дека Господ ќе се бори за вас, дури ако битката треба да се води тука на плажата, ако египјаните дојдат до нас, и ние сме се уште тука на плажата, и Господ ќе ги победи и ќе ги сотре египјаните, и повеќе нема да ги гледате довека. Во тоа бил сигурен. Господ ќе интервенира, Господ ќе се завземе, Господ ќе ја покаже својата сила. А што точно, се уште не знаел. Мојсеј требало да ја покаже оваа вера, пред да му биде кажано што точно ќе се случи. И оваа лекција што ја прочитавме во 13 до 15 стих е лекција за сите нас. Господ сака да види вера во нашите срца, уште пред ние да го видиме конкретното решение за нашиот проблем или што точно Господ ќе направи за да го реши нашиот проблем. Нека му е фала и слава вечно. Амин.